Премиерот Димитар Ковачевски порача дека земјава има и македонски модел за уставни измени и дека обврска на сите политички партии е да ги поддржат ваквите стратешки одлуки важни за државата. Ја спомнате хрватскиот модел. Други политички партии излегоа со своје видување според некој друг модел. Трета излезе денес со своје видување според трет модел, кој што функционира во друга држава. Јас сметам дека ние имаме и македонски модел, бидејќи ние секогаш сме се бореле за македонска држава, за македонски јазик за кој што се изборивме во преговарачката рамка и во договорот Фронтекс, за македонски идентитет во кој што се изборивме во преговарачката рамка и сметам дека треба да продолжиме со македонски консензус, со македонска политичка волја и со македонска визија за европска Македонија. Паралелно со оваа изјава Ковачевски уште еднаш повтори дека причина за лидерска средба со Христијан Мицковски за оваа тема тој не гледа. Ние лидерска средба имавме во декември на моја иницијатива на која што беа повикани сите претседатели на парламентарните политички партии. На таа средба лидерска сите лидери на политички партии се сложија за потребата од носење на уставните измени, освен еден кој што ќутеше и двајца кои што не дојдоа. Затоа сметам дека нема потреба од лидерска средба, со оглед на тоа дека веќе ставовите се познати. Инаку Министерството за правда наскоро се очекува да ја формира работната група за уставните измени со кои бугарите и други заедници ќе се вметнат во уставот. Рокот што им го дале за да предложат експерти е до 10 април 2023 година.